Мрачните страни на Македонија, криминал, насилство, секти и раздор. Македонија, како и секоја друга земја, има своји предизвици и темни аспекти кои влијаат на секојдневниот живот на граѓаните. Иако земјата е позната по својата историја, култура и гостопримливост, зад таа слика се кријат сериозни проблеми како организиран криминал, насилство, секти и намерно предизвикување раздор меѓу луѓето. Дали сте свесни за мрежата што ни ја одзема иднината? Организираниот криминал тивко го задушува општеството, од нелегални бизниси до корумпирани структури, овие мрежи ја крадат стабилноста и сигурноста од сите нас. Тие се насекаде, блиску до нас. И секојдневно ги користат слабостите на системот за лична корист. Ке се дозволи ли ваквата зараза да продолжи да расте, или е време да се прекине кругот? Организираниот криминал, мрежа што го задушува општеството. Организираниот криминал во Македонија има длабоки корени и честопати е поврзан со корупцијата во институциите. Криминални групи се занимаваат со трговија на дрога, шверц на оружје и луѓе, перење пари и други незаконски активности, најчесто. Овие групи имаат поддршка или заштита од одредени политички и бизнис кругови, што им овозможува да дејствуваат без сериозни последици. Како резултат на ова, многу граѓани живеат во страв, а младите често се вовлекуваат во криминални структури поради економски притисок. Од улиците до домовите, насилството станува секојдневие. Секоја нова вест говори за уште едно злосторство, а нашиот страв се повеќе расте. Дали безбедноста во Македонија полека исчезнува? Зголемено насилство, растечка закана за безбедноста, насилството во Македонија е се позачестено, особено меѓу младите, уличните банди, семејното насилство и физичките пресметки стануваат секојдневие. Причините за ова се многубројни. Економска нестабилност, недостаток на перспектива, но и зголеменото присуство на дрога и алкохол. Насилството не се случува само на улиците, туку и во домовите, каде многу жртви, особено жени и деца, страдаат без да добијат соодветна заштита од државните институции. Не смееме да се помириме. Ова не е само страв, туку реалност што мора да ја разбиеме. Насилството ќе продолжи, ако не обедини борбата за посигурно општество. Длабоко во сенките, постојат тајни секти што го поткопуваат животот на обичните граѓани. Тие влијаат суптилно, но опасно, од манипулација до нарушување на моралните вредности. Тајните секти, опасност во сенка. Во последните години, во Македонија почнаа да се појавуваат разни секти кои привлекуваат нови следбеници преку манипулација, психолошки притисок и лажни ветувања. Овие групи најчесто таргетираат луѓе во емоционална и економска криза, нудејќи им спасение во замена за безусловна лојалност. Некои од овие секти имаат радикални верувања и дури можат да поттикнат насилство или да бараат од членовите целосно да се откажат од своите семејства и пријатели. Може би изгледа далечно, но нивниот ефект ќе го почувствуваме наскоро, од запуштени вредности до фанатизам, да ги откриеме, пред нивната сенка да не покрие сите. Дезинформации, манипулации и омраза ги разградуваат врските меѓу нас, раздорот не доаѓа од никаде, тој е создаден за да не слабее. А ние го забележуваме само кога ќе биде предоцна. Раздор и манипулација меѓу граѓаните. Еден од најголемите проблеми во Македонија е вештачки создадениот раздор помеѓу граѓаните, кој честопати е предизвикан од политички или надворешни интереси. Преку медиумите, социјалните мрежи и дезинформации, народот се дели по етнички, верски и идеолошки линии. Ова води до тензии, омраза и дури физички конфликти, што дополнително ја ослабува државата и ја прави подложна на надворешни влијанија. Наместо заеднички да се решаваат реалните проблеми, граѓаните се манипулираат да се борат едни против други. Дали ќе дозволиме Македонија да стане земја на поделби, зборот, единството и вистината може да ги врати мостовите? Треба да се соочиме со овој мрак. Споделете ја вистината, истражете ги скриените проблеми и застанете храбро против неверувањето и поделбата. Време е сите да се обединиме и да го вратиме она што го заслужуваме, посветла иднина за Македонија. Македонија се соочува со сериозни предизвици кои не смеат да бидат игнорирани.
Криминалот, насилството, сектите и раздорите меѓу граѓаните представуваат реална закана за стабилноста на државата и безбедноста на народот. Единствениот начин за промена е свесноста, едукацијата и активното учество на граѓаните во борбата против овие појави. Време е да се соочиме со мрачните страни и да работиме на подобра и побезбедна иднина за сите нас. Овие теми се само дел од сложената слика на нашиот свет. Важно е да останеме информирани и да размислуваме критички за иднината што ја градиме заедно. Што мислите вие за овие случувања? Споделете ги вашите мислења во коментарите подолу. Ако ви се допадна видеото, не заборавајте да го лајкнете, споделите и да се претплатите на каналот за повеќе вакви и слични содржини. Ви благодарам што гледавте и останете во тек. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време.